Стефан, по милоста Божја архиепископ Охридски Македонски, заедно со светиот архиерејски синод, а по повод великденските празнувања, испраќа мир и благослов од Бога до свештенослужителите, до монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, поздравувајќи ги со величествениот и торжествен поздрав: Христос воскресе! Возлюбени празниколюбци, еве и оваа година милостивиот Бог не удостои да го дочекаме празникот над празниците Великден. Исполнети со веселие кој што извира од серадосниот восклик Христос воскресе, ја исповедаме целата суштина и смисла на нашата вера, која, како што вели апостолот, ќе беше празна ако Христос не воскреснеше. По тагата од неговите страдања на Голгота, еве ја примаме спасителната благодат на неговото воскресение и љубовта која што не исполнува неговата порака која вели: радувајте се. Оваа победа на животот на смртта, овој разгорен оган кој го проголта гревот и оваа светлина која темнината на адот не може да ја опфати, не ни се дарува само нас, кои сме крстени во името на воскреснатиот Господ, кој е коренот на нашата вера, туку за целото човештво и за целиот свет. Во оваа свештена великденска радост, ние христијаните имаме голема одговорност, бидејќи сме должни да ја сведочиме победоносната вест за воскресението, за и другите да ја чујат, да ја видат и познаат, па да поверуваат и да влезат во радоста на Христа воскреснатиот. Па така и тие заедно со нас и со сите созданија да ги прослават радоста и правдата на Царството Божјо, кој во воскреснатиот Спасител наш Исус Христос. Одново и одново се поздравуваме, воскликнуваме со Христовиот поздрав: Христос воскресна, навистина воскресна. Ова е поздравот на животот, кој Бог ни го подари не само преку тајната на неговото воскресение и преку победата над гревот и смртта, туку и преку радоста на овој настан кој што ни ја дарува со неизмерно смирение, со примерот на своето снисходење, простување и пожртвувано за секој човек и за секое создание. Возлюбени во Господа, дојдете и видете ја оваа животоносна великденска радост во Христа Богочовекот, која доаѓа и ни се дава во неговото славно и победоносно присуство. Тој доаѓа и ни се дарува на светите тајни во молитвите, за и ние растејќи во него да достигнеме воскресна вера, да пазејќи ги неговите заповеди да се достоиме и да влеземе во неговата радост. Живејќи таков живот пак, можеме да го посведочиме она кое што повеќе од 2 милениуми ни се потврдува, дека Христос е жив и дека и ние сме живи во него. Затоа е Великден и се радосно сретение со оној во кого нашите срца се успокоја. Возлюбени црковнољубци и родолюбци, нашиот боголюбив народ од секогаш живеел со воскресната надеж. Маките неправдите од овој свет секогаш ги поднесувале утешувајќи се со споменот за Великден, а во победата Христова ја гледал Божјата правда на Царството Небесно, кој ќе дојде со слава. Како христоносен народ, по сета македонска земја секогаш сме ја љубеле воскреснатата убава вера, која го прославува Великден не само еднаш годишно, туку постојано, секоја недела. Повикот на псалмопејачот: ова е денот што го создаде Господ, да се зарадуваме и да се развеселиме во него, бил повик и за нашиот верен народ да се црквува и во секојдневното воскресение да празнува, примајќи го Христа и поучувајќи се да живее боголюбиво и човеколюбиво. Возлюбени чеда на Македонската православна црква, ова лето Господово, во кое повторно преку благодата Божја ни е даден вечно живиот дар за прославување на Великден, ќе одбележиме и богодишнини од нашето минато, кои како во татковината, така и во насекаде каде што ќе има народ македонски, ќе ни овозможат повторно да го живееме споменот за тие светли настани од нашата црковна и национална историја. Така во оваа година се навршуваат 1140 години од враќањето во Македонија на светите Климент и Наум од Моравската мисија,
со што се организирал црковно-литургискиот живот во Охридската црква и се поставиле темелите на Охридската книжевна школа. Годинава се навршуваат 1110 години од блаженото покојување на свети Климент Охридски, патронот на нашата света црква, која во радост на вечниот живот е наш постојан молитвеник и закрилник. Се навршуваат и 150 години од разловечкото востание, како и 80 години од донесувањето на првиот устав на Народна република Македонија, со која се потврдува возобновената македонска државност. Еве овие незаборавни настани, врежани во нашата црковно-национална самосвест, нека ни бидат поттик за да го поучиме споменот за нашите достојни предшественици, кои се вградиле во основата и обновата на нашата татковина Македонија и на нашата македонска црква. Но тие нека ни бидат и порака да ги сочуваме придобивките кои што ни ги оставиле, а потоа и да ги наградуваме со нови плодови. Светлината на Христовото воскресение нека не просвети да со нашата вера и со богугодни дела да го озариме светот со великденската радост, па и во братолюбие, од тука по сите краишта на светот, докаде што не има како народ и како црква, да објавиме на нашиот македонски мајчин јазик: Христос воскресна! Стефан, архиепископ Охридски и Македонски, заедно со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Петар митрополит Преспанско-Пелагониски, Наум митрополит Струмички, Агат Ангел митрополит Повардарски, Јован митрополит Крушевско-Демир-Хисарски, Методи митрополит Американско-Канадски, Пимен митрополит Европски, Иларион митрополит Брегалнички, Јосиф митрополит Тетовско-Гостиварски, Григори митрополит Кумановско-Осоговски, Георги митрополит Дебарско-Кичевски, Никола митрополит Австралиско-Новозеландски, Јоаким епископ Делјадровско и Линденски и Марко епископ Делчевско-Каменички. Великден 2026 Господовом.